Здраво на сите, јас сум Александар, дел од техничката подршка на платформата Eduino и сум овде денес во склоп на ова видео да ви објаснам малку повеќе за некои од најчестите совети или проблеми со кои што се соочуваме од аспект на содржината која што ни стигнува и од аспект на видеото, да ви дадам насоки како да ги подобрите истите, за да може да имаме што е можно поквалитетни видеа. Денеска во склоп на ова видео ќе покриеме, како што споменав, два дела. Едниот дел е поврзан со видеолекцијата, односно содржината, а вториот дел е поврзан со техничкиот аспект на снимање на подобро видео. Пред се, правилното пријавување проверка за дупликат. Значи, се случија неколку ситуации во кои што ни стигнуваат видеа кои што се снимени по втор, по трет пат, кои што веќе постојат, односно се пријавени. Нашиот совет би бил следниот. Пред да започнете со снимање на вашата видеолекција, потребно е уште однапред да може да проверите кои се оние видеолекции кои што се веќе пријавени и подоцна да го снимите вашето видео. Односно треба да го регистрирате видеото, односно лекцијата за која што ќе снимите содржината. При првиот повик бевме малку толерантни во однос на ова, бидејќи ни беше потребна и поголема содржина и бидејќи вонредната состојба го налага тоа да креираме многу видеа, меѓутоа сепак во иднина ќе бидеме многу построги и ве молиме да проверите пред да го снимите целото видео. Многу е важно во обработката на видеолекцијата да обработите, значи, дел од темата, а не целата тема, бидејќи доколку се видите во 15 минути да многу знаење или многу информации да пренесете, тоа е навистина комплексно за учениците, за децата и за сите оние кои што ќе го гледаат видеото. Понатаму ве замолуваме при снимањето на видеата да користите, значи, фулскрин на PowerPoint презентацијата. Значи имавме дел од видеата кои што беа на овој начин представени, имавме дел од видеата кои што беа на овој начин представени, и тоа е навистина тешко, бидејќи не ни дава многу можности да на некој начин го поставиме видеото, бидејќи не ги исполнува критериумите за квалитет. Понатаму во однос на користењето на камера и микрофон, значи ве замолуваме при снимањето да вклучите камера. Знаеме дека не е многу природно, знаеме дека како наставници, како едукатори, едноставно не е нешто што природно ви доаѓа да го правите, бидејќи се тоа нели ново е технологија. Меѓутоа, користењето на камерата е од есенцијална важност за да може да го доловите човечкиот аспект на вашата професија. Значи кога ја предадете, односно кога ќе зборувате видеолекцијата, доколку не сте присутни во екранот, не се долува човечкиот аспект на самата лекција и навистина ви препорачуваме и ве замолуваме да користите камера. Дополнително ве замолуваме да користите слушалки при снимањето или да користите микрофон во насока да се постигне што е можно подобар квалитет. Всушност, видеата има три главни аспекти. Едното е презентацијата и содржината, второто е гласот и пренесувањето и третото е самото видео, односно самата камера. Правилно поставување на OBS-от за презентацијата да се гледа. Значи, многу е важно во делот на OBS кога ќе сте, да внимавате, значи, видеото, односно камерата каде е поставена, да не биде во средина, да не биде десно, да не биде лево и така натаму. Многу е препорачливо, значи, презентацијата, како што споменав, да биде поставена во full screen. Во однос на OBS поставувањето, дополнително, значи, ве молам, доколку ви се случува проблем во однос на видеото да изгледа на овој начин, односно да биде црно во делот од екранот, значи тоа не треба да биде така. Начинот на кој што треба да ја поставите камерата е или да биде во овој десен кеш овде, со тоа што малку помало, да внимавате да не ги покриете логоата кои што се наоѓаат на презентацијата, или пак да ја поставите во горниот агол со цел да биде повторно видлива. Кога ја поставувате камерата, доколку ви излегува, односно ви ги покажува овие сиви граници, тогаш тој дел од камерата тамо не ве снима. Потребно да го поставите назад, потребно да имате едноставна позадина во позадина, да имате доволно светло, меѓутоа да нема прозори, да не се наоѓате во близина на врати, прозорци и така натаму, бидејќи шумот од сите тие работи многу влијае во однос на одвлекување на вниманието. Дополнително препорачуваме да имате доволно простор на камерата за да може да гестикулирате јасно, меѓутоа истовремено да ви се гледа доволно ликот. Значи, обидете се да делувате природно, да делувате како да сте на час. Гласот и тонот на гласот со кој што се обраќате, обидете се да биде колку што е можно поприроден, како да држите час, со тоа што
Внимавајте да не звучите премногу строго, премногу формално, едноставно обидете се да се опуштите. Доколку не го погодите од прв пат, од втор пат, снимете го видеото и по трет пат со цел да може да имате што е можно подобар квалитет. Тоа е делот околу видеото, значи понатаму во однос на правилното испраќање по вид трансфер, значи во делот на упатствата кој што ви ги имаме пратено, во првото упатство всушност имаме назначено на кој принцип во оваа секција, имаме назначено по кој принцип треба да ги пратите вашите видео лекции. Значи, пред се, доколку не успеете да се снајдете со алатката вид трансфер која што е поставена овде, имаме за вас развиено упатство во овој документ со најчесто поставувани прашања за техничка подршка, што ќе биде поставен во description, односно во описот на ова видео. Може да кликнете на ова поле овде, како да испратите файл по вид трансфер и чекор по чекор ќе ви се покаже водич кој што ќе ви ги објасни сите овие чекори едно по едно за тоа како треба да пратите. Всушност најважната работа е кога ќе го пратите видеото да го именувате соодветно, бидејќи на тој начин ќе обезбедиме дека името, одделението и предметот и вашето име, не само името на видеолекцијата, ќе биде точно напишано и внесено во нашиот систем. Системот, односно принципот на именување го имате во склоп на главното упатство број 1 и може да го прочитате. Треба да го пишува одделението, предметот, името на видеолекцијата, вашето име и презиме и на крајот името на училиштето. И треба да биде испратено на мејл адресата eduinomk@gmail.com или на соодветната адреса зависно со тоа дали сте воспитувач, наставник или професор. Дополнително поставување на линкови во видеолекциите. Забележавме дека дел од вас имаат вметнато линкови во склоп на своите презентации, што е добро. Се обидувате да понудите дополнителни содржини, квизови, линкови со повеќе информации и така натаму. За оваа цел ви препорачуваме да не поставувате линкови кои што се волку големи, бидејќи единствениот начин на кој што децата може да стигнат до линковите е со тоа што ќе ги препишат во нивниот веб браузер. Сега тоа е навистина комплицирано. За таа цел најдобро е да ги искористите bitlu или shorturl.at, овие две страници, и тука во склоп на третото упатство, насоки за PowerPoint презентација, имаме дел по дел објаснато како се користат и како може да го скратите линкот и да го ставите во презентација. Многу важно. Проверете дали линковите работат пред да ги поставите да бидат јавни во склоп на видеото. Тоа е едниот дел. Вториот дел, доколку имате линкови во склоп на презентацијата, најдобро е заедно со WeTransfer пораката во меседж да не ги испратите, односно да ги напишете како линкови кои што се користени, еден по друг, и ние ќе ги ставиме во description за да бидат достапни за корисниците. И во иднина ако има некаква промена во линкот, може да ни го пратите и да го смениме таму. Надвор од ова, многу е важно, значи, да имаме разбирање во однос на користењето на слики и видеа поради проблемот на имање на авторски права. Значи, доколку користите фотографии или слики во склоп на вашите видеолекции, прво доколку користите видео, доколку користите слики од вашите ученици или децата од вашата група во занимална или учениците во вашиот клас во средното училиште, потребно да имате дозвола од родителите за користење на тие фотографии. Дополнително, доколку поставувате некакви слики од интернет, препорачуваме во делот на упатството број 3 за насоки за PowerPoint презентација имаме 3 одбрани веб страни кои што може да ги отворите, да напишете оно што ве интересира и да најдете селекција од фотографии кои што може да ги ставите. Овие фотографии се бесплатни, се отворени за користење и нема проблем во однос на авторските права и оној правен аспект. Доколку користите видеа, значи во склоп на вашите видео лекции ве замолуваме и ве на некој начин условуваме да не може да користите видеа од надворешни видео библиотеки, например друго видео снимато од YouTube и така натаму, бидејќи на тој начин има можност да се прекршат авторските права на надворешен субјект, што би предизвикало видеото да биде во иднина избришено и вашиот труд да едноставно не постои на YouTube, бидејќи YouTube поради авторските права автоматски ќе го избрише. Затоа ве молиме, не користете во вашите видеа, не ставајте видеа кои што не се во ваша собственост, не се снимени од вас или со никакви надворешни. Доколку пратите такво видео, видеото нема да биде објавено од наша страна и ќе ве замолиме да го преснимите повторно, и за да ви заштедиме на вас на време, ве замолувам да тоа не биде случајот.
многу важно како се процесираат видеата. Голем дел од вас не прашуваа во однос на тоа, нели, зошто не се објавило нивното видео, до каде и така натаму. Значи, видеата ние ги објавуваме хронолошки, односно ги процесираме хронолошки, како што ни стигнуваат од последното кон односно од она кое што прво стигнало до она кое што последно стигнало, со тоа што на сите кои што ќе пратат во моментов системот е концепиран да побараме согласност, на која што кога се согласите, дури тогаш го објавуваме. Затоа има дел од видеата кои што се поставени private, а дел кои што се public. Поради потребите на Eduino платформата, отворивме два YouTube канала, значи едното е Училница, другото е Eduino платформ, на која што ги објавуваме видеата дел по дел. Ова е поради тоа што имаме огромен број на видеа кои што ни се потребни и кои што едноставно не можеме да ги поставиме на платформа поради ограничување кои што ги имаме од YouTube. Така да, како главен ресурс за пребарување на вашите видеа, треба да се консултирате со делот односно со eduino.gov.mk, во делот на видео содржини и пример за македонски јазик ги секој ден правиме по еден пресек ново објавените видеа кои што ги ставаме во продолжение на самиот документ. Во делот на технички аспект при снимањето на видеата, значи многу е важно да знаете дека кога ќе го снимите видеото, односно одете нели на принципот Start Recording, си отварате вашата презентација и го кликате слайдот и одите From Beginning. Сега сте спремни и може да почнете да зборувате. Меѓутоа, почекајте 2-3 секунди пред да почнете со цел да не зборувате додека трае снимањето, односно дури трае делот со OBS. Доколку трае ова, ние автоматски го сечеме почетокот и крајот, значи видеата не мора вие да ги обработувате, само треба да ги снимите како лекции, ние ќе ги сечеме, меѓутоа не почнувате да зборувате уште од овде, па после да отворите презентацијата, бидејќи на тој начин нема да може да адекватно да го исечеме. Во однос на следниот дел, значи забележавме дека дел од видеата кои што ни се праќаат имаат одреден проблем во однос на звукот, односно во делот на шумот, поради клима, музика, позадина и така натаму. И во склоп на нашите насоки успеавме да изработиме еден дел кој што е наменет за филтри, кој што може да ви помогне на вашиот микрофон да звучи подобро, кој што ќе треба чекор по чекор да ги следите. Ве молам во секоја видео лекција која што ќе ја снимите, ова да биде применето, бидејќи ќе доведе до многу подобро видео кое што ќе остане за идните генерации. Значи, има одредени подесувања во филтри, само за накратко да ви објаснам како тоа изгледа. Значи, во делот на OBS имате еден осцилирачки микрофон, во тој дел го бирате крупчето, одете на Filters и тука на плюсчето може да се одберете различни филтри. Истите филтри ви се едни по други наведени во документот и само треба да го следите и да го наместите со сетинзите, односно подесувањата во јачина кои што се наместени. Гласно зборување, значи мислам дека е евидентно, треба да зборувате гласно, јасно, треба да го проверите вашето видео за звукот кој што го продуцира. Доколку имате технички проблеми, пред да ни се јавите, да ни сконтактирате, ве молам да проверите во овој документ за најчести технички проблеми, кај што најверојатно ќе најдете веќе постоечко решение за да го решите. Дел од најчестите проблеми се поврзани со немање на резолуција, црна позадина, не се снима адекватно видеото и така натаму. Немате DirectX, има проблем со registration key, кој што ви излегува постојано од pointer focus, за кој што кодот веќе го имаме овде. Така да овие се некои од најчестите проблеми. Прво проверете во документов, доколку има никаков проблем, можете да ни пишете на help@innovationlab.mk на нашиот мејл и веднаш ќе ви одговориме. Дополнително, значи во делот на местење на видео камерата нема да ја местите премногу голема, ниту пак премногу мала, доколку вашиот лаптоп има Windows 7, Windows XP или е навистина постара генерација на лаптоп, препорачуваме да го користите софтверот Zoom, за кој што наскоро во description ово видео ќе поставиме видео линк со упатство како се инсталира и ви стоиме на располагање да ви помогнеме доколку е потребно да го инсталираме на вашиот лаптоп. И за крај, пред да го испратите вашето видео, ве замолувам да проверите дали истото сецка, дали има никаква фонија, дали има проблем со презентацијата, со големината и слично. Значи, согласно новите повеци и новите критериуми кои што полека ги имплементираме, значи ќе внимаваме исклучително на квалитетот на видеата и видеолекциите кои што ни стигнуваат,
Знаеме дека ова е процес кој што е нов за вас, знаеме дека сите овие технички поборувања се нови, треба да ги научите, меѓутоа размислете го од концепт на долгорочност. Значи, ова видео или оваа видео лекција која што ќе ја подготвите, со својата содржина и со својот квалитет како видео, може да служи за неколку идни генерации на ученици и може да ги користат како повторување. Така да подобро е да снимите подобро видео, отколку видеото да сецка, камерата да сецка, да има фонија и слично. За крај, ви благодарам за вниманието. Ние ви стоиме на располагање на нашиот мејл, може да ни пишете во било кое време и штом ќе бидеме во можност ќе ви вратиме. Се надевам дека уживавте во ова видео и знам дека сите овде сме заедно да креираме едно подобро образование, знам дека сме овде да направиме колку што е можно повеќе од ова вонредна состојба и затоа ви благодарам и на вас за заложбата и за вашето трпение и за вашето внимание. Фала ви многу. Поздрав!